специјалниот германски пратеник Јоханес Хајндел не дошол во Република Македонија за да нуди решенија, туку за да ги слушне предлозите на четворицата лидери потписници на договорот од Пржино за тоа како земјава да излезе од оваа политичка криза. Веднаш по средбата овде во германската амбасада во Скопје со специјалниот пратеник на Штајнмајер, лидерот на СДСМ Зоран Заев само посочи дека ова се почетни разговори и дека нема никаков договор. Овде во германската амбасада со Хајндел се сретнаа и лидерите на Демократската унија за интеграција и Демократската партија на албанците Али Ахмети и Мендух Тачи. По средбата со Хајндел, Ахмети посочи дека го информирал германскиот пратеник за иницијативата на ДУИ за повторно свикување на собранието и дека му посочил дека во моментов нема услови за одржување за избори на 5 јуни. Лидерот на Демократската партија на албанците пак Мендух Тачи му замери на Ахмети за изнесувањето детали од овие еднонеделни преговори. Како што рече Тачи, сите сте свесни дека веќе 8 дена и 8 ноќи сите разговараме за тоа како да излеземе од политичката криза и според Тачи не е фер да се изнесуваат детали од овие разговори за да се добијат политички поени кај гласачите. Во овој случај, рече Тачи, ние Демократската партија за албанците, ако веќе изнесуваме детали, се залага за дводомно собрание и за тоа албанците во собранието, албанските пратеници да имаат право на вето за секоја одлука. Да погледнеме дел од овие изјави. Со Хајндел разговаравме за политичката криза, како и за Скопскиот договор. ДУИ ги представи своите ставови за решавање на политичката криза. Во однос на изборите на 5 јуни, сметаме дека не би било добро да се одржат, поради имиджот на нашата земја. Бараме начини како може повторно да се свика собранието на Република Македонија. Го информиравме Хајндел дека ние ги преземаме сите мерки, во согласност со консултациите со правните експерти од земјата и странство, како собранието повторно да се стави во функција. Кога ќе проработи собранието, ќе се отворат многу други прашања. Мислам дека Пржинскиот договор е пропаден. Не се сложувам со формулациите од Пржинскиот договор што го направија четирите политички партии е пропадна затоа што четирите политички партии се одговорни. Одговорноста спаѓа во тие три политички партии кои се дел од власта и од екзекутивот. Мислам дека е време за нов договор. Ако сакаме сите четири партии заедно да работиме, по ред треба да ги гледаме. Сите проблематични ситуации, а и тоа имаме договор, да имаме договор во пакет, иначе вака нема смисла. Специјалниот германски пратеник во Република Македонија Јоханес Хајндел вчера и денеска оствари средби во Скопје со четворицата лидери потписници на договорот од Пржино, како и со американскиот амбасадор во земјава Джес Бейли, со евроамбасадорот Иво Орав, како и со останатите амбасадори на земјите членки на Европската унија во Република Македонија. Хајндел за време на посетата и посредбите не даде изјава за медиумите, меѓутоа во пишаната изјава што ја пренесе германската амбасада во Република Македонија, тој посочува дека времето е кратко и дека сите лидери мора да вложат напори за да се спроведат потребните реформи. Како што кажа Хајндел, ова е само запознавачка негова средба со ситуацијата и ќе сака да ги ислуша сите лидери потписници на договорот од Пржино, а Хајндел според најавата на лидерите кои што веќе имаа средба со него, повторно следната недела ќе дојде во Скопје и ќе ги продолжи разговорите и преговорите со македонските лидери на политичките партии.